Пратеничките столчиња останаа празни со месеци. Поминаа 2 месеци, а собранието се уште кризира, без политички диалог со барања едни наспроти други, празни пратенички столчиња, препукувања меѓу Црвенковски и Груевски, а сето тоа се одрази на работата на парламентот. Спикерот Велјановски најпрвин се закануваше со казни за бојкотот на опозицијата, потоа почна да ги моли: вратете се во пратеничките столчиња за да продолжиме да работиме. Фатиме еден принцип, дека на понеделничката координација, доколку немаме предлози, ќе одиме со пратенички групи од опозиција кои што имаат највисока функција во пратеничката група и така ќе се пополни персоналниот состав за формирањето на повремената комисија за утврдувањето на состојбата на избирачкиот список. Ескалира состојбата во собранието, се искараа за избирачкиот список, за пописот изборниот законник. Најпрвин едните сакаа избори, со жолти мајчки пароли го повикуваа Груевски да си оди, потоа се предомислија со барање и услови до фер и демократски избори. Наш одговорен пред сопствениот народ прифатија оваа подадена рака, искористија оваа можност. Не дозволувај гневот и револтот на граѓаните на Македонија да се излее по улиците. Ајде да одиме на избори! Избори имаш. Сега и веднаш. Без одлагање. Без купување време. Те повикувам на избори јасно и гласно. Доблесно и достоинствено е да прифатиш. Бранко, ајде на избори. Време е. Бранко, ајде на избори за да видиме кој е диктатор, а кој не е. Бранко, ајде на избори. Да видиме кој е ненародна, а кој е народна власт. Театорот во собранието трае со месеци. Не може да се изгласа изборниот законник, ниту пак власта може да ги убеди дека избирачките списоци се прочистени. Треба да се избери председател на Државната изборна комисија, пописот, кандидатот за гувернер, изборниот законник. Сето ова треба да го сработат пратениците и од власта и од опозицијата. Без политички диалог се јавува политичка криза. Така го дочекавме, така и го испратевме поранешниот евроамбасадор Ерван Фуере. Разговор, а не бојкот беше неговата порака. Потрошените скоро 20 часа на 2 лидерски средби не донесоа решение за работата на собранието.